трет, кој што беше дел од вашите покани, е утврдување на македонските државни и национални интереси. Кој од вас би сакал да почне краток разговор на оваа тема? Добар ден на сите и добре дојде ви посакувам од име на Северно-Македонскиот национален совет Македонија. Значи, дами и господа, со најголемиот дел од вас се познаваме лично. Поминавме сито и решето, студови, снегови, горештини, по македонските улици, по македонските градови. Не по наша вина, не по наша кривица, по кривица на некои кои што 30 години преговарат, договарат, во име на народот, во име на државата и на крајот за многу преговарање и договарање стигнавме до тука ние, представници на македонските партии, македонските организации, истакнати поединци, да се собираме самоиницијативно и да го бараме спасот за нашата Македонија. Затоа што овие кои што јавно представуваат власт, легитимна, нелегитимна, најмалце битно е дека располагаат со народните пари во буџетот и со тие народни пари, со тие позиции кои што ги држат во име на народот, се земаат за право да преговарат за она што представува тапија на македонскиот народ. Тапијата на македонскиот народ, значи македонскиот идентитет, македонската историја, македонскиот јазик, македонската култура и се што значи македонско и македонизам. Дами и господа, јас нема да бидам долг, ќе скратам во интерес на времето, значи сакам денеска да оставам повеќе простор нашите браќа и сестри дојдени овде, значи почитувани делегати, да си го кажат својот збор. Олумчев викаше по улици, Олумчев излегуваше на телевизија, Олумчев зборуваше јавно, секаде во секоја една пригода за предавствата врз Македонија извршени од страна на инсталираните елементи и од раководството на политичките партии кои што глумат власт и опозиција, а кои што практично се однесуваат како вазали, послушници на надворешниот фактор. Овде имаме професори по историја. Овде е еден човек кој што многу го ценам, значи професор Петар Поповски. Овде имаме господја Ангелина Маркус. Жал ми е што не ја гледам господја Маргарита Ивановска Китан, ама морам да ви кажам една работа. За мене лично, како човек, како македонец пород, овие луѓе кои што ги гледате можеби во поодминати години, меѓутоа овие луѓе за мене представуваат чувари на македонската историја и оратори на македонската вистина. Ова се луѓето кои што не прифаќаат искривоколчена македонска историја. Ова се луѓето кои што со секој свој јавен настап зборуваат за македонските трагедии, зборуваат за македонските вистини, за македонските жртви и во таа смисла можам да ви кажам следното. Македонската академија на науки и уметности, сите институти, Македонскиот институт, Институтот за македонски јазик, за македонска историја, па се до Уставен суд и сите оние институции кои што практично власта става капа врз нив, си ја продадоа кожата премногу ефтино. Завчера да слушнам Македонската академија за науки и уметности ќе го мени името. Разочаран сум од поделбите. Разочаран сум од капките помеѓу нас, браќа и сестри, македонци пород. Денот го започнав со една непријатна вест. Делегацијата на македонците од Егејска Македонија е вратена од македонската страна на преминот Мичиклија. Со една реченица, денес нема да ја помините границата. Значи, таков начин на вршење обструкции, на заплашување, таков начин на притискање,
спрема сопствениот народ, без оглед дали живее во Македонија, во окупираните територии или живее некаде во македонското иселеништво, не е виден досега во ниту една држава. Во таа смисла, среќен сум, радосен, малце и, да ви кажам, насекиран затоа што ја нема нашата делегација од Австралија, меѓутоа овде се представници на македонците од Австралија од Перт, антички македонци, овде се нашите македонци од Австрија и сите вие кои што се присутни овде, мислам дека ќе го дадиме својот допринос денес да ставиме основа, темел на нешто што ќе значи проширување на сеопшто македонско национално обединување по сите основи и во никој случај затварање врата за сите оние кои што ќе сакаат покасно да се придружат. Времето е такво, работа служби, странски, домашни, притисоци од секакви полиции, притисоци од секакви политичари, меѓутоа едно треба да бидеме најасно дека македонскиот народ ја има историската задача пред себе, а тоа е да си го одбраниме идентитетот и државата. Во таа насока јавно кажувам дека Македонија и македонскиот народ се доволно силни, доволно интелигентни, доволно способни да застанат и да бидат своји на своето и да расчистат со сите овие структури кои што донесуваат од тука. За сега ви благодарам и ви посакувам успешна работа. Следно би го повикала господинот Горан Зафировски од Работничката партија на Македонија. Моля, повелете. Добар ден, почитувани делегати и гости. Чест ми е да ве поздравам, да ви посекам успешна работа. Ние денеска имавме пресконференција во 12 часот. На таа пресконференција наша тема беше промена на системот кој го живееме во нашата држава. Како успеа да ни го сменат името и за 11 пати да ни го срушат стандардот за последните 30 години. Со системот во кој живееме, што бараме ние? Бараме тој систем да биде организиран по принцип на системите во модерните држави. Зошто кај нас платата изнесува 200 евра и нема работа? Зошто нашите луѓе избегаат од странство? Затоа што тие луѓе што избегаат од странство беа браник на државата и да беа тука, да беше системот добар, сигурно немаше да ни се случи ова што ни се случува. Тие најпрво нас не направија бедотие, сиромаштија, како што кажуваат, да не го именувам Менделеев, мислам руски филозоф, изгладни го народот до смрт за да можеш вечно да го владееш. Меѓутоа, тој систем има многу работи кои функционираат на начин кој не дозволува човекот да дојде до израз. Затоа, ние денеска со нашето барање за промена на системот, осим што нашите размислувања ги ставаме и ги даваме да дојдат до ушите на луѓето, ве повикувам и вие да дадете ваши размислувања како да го смениме системот за да биде померка на човекот на македонецот што живее во нашата држава.